Теолошка обработка на Христовото воскресение. Христос во својата порака не проповедаше само за неговата смрт, туку и за неговото воскресение и му даваше посебно значење. И општо гледано, апостол Павле и другите апостоли го осметаа воскресението како темел на севкупната Божја објава преку самото Евангелие. Господ Исус Христос во Евангелието според Јован 5 глава вели: Не чудете се на тоа, зашто доаѓа час во кој сите кои се во гробовите ќе го чујат неговиот глас и ќе излезат од нив, кои правеле добро ќе воскреснат за живот, а кои правеле зло ќе воскреснат за осудување. Во поглед на Христос, воскресението се смета како резултат на неговото измирување. Библијата вели: Тој умре и воскресна, да биде Господар или Господ и над мртвите и над живите. Потоа Павле во Римјаните вели: Зашто Христос затоа умре и оживе, за да господари и над мртвите и над живите. Потоа, воскресението се смета како негов авторитет. Тој има моќ и сила сите нешта да ги покори под своја власт и управа. Апостол Павле во Филипјаните 3 глава вели: Кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со неговото славно тело, според дејството на неговата сила, со која може да покори се под себе. И неговото воскресение се смета соединување на христијаните со него. Животот што го поседува го дава на оние што го немаат. Зашто е напишано: Зашто како што таткото има живот во себе, така му дава и на синот да има живот во себе. Исус рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре, ќе живее. И секој кој живее и верува во мене нема да умре до века. Јован 11 глава. Во поглед на христијаните, Христовото воскресение е вака представено: причина дека и тие ќе воскреснат. Но сега Христос воскресна од мртвите како првенец на оние кои умреле. 1 Коринќаните 15 глава 20 стих. Како второ, тоа е модел како ќе изгледа нивното воскреснато тело. Како што веќе реков, ќе го преобрази нашето унизено тело, за да се сообрази со неговото славно тело. Унизено тело може да се свати како подложно на распадливоста и превремено и да стане нераспадливо и вечно. Природата на воскресението, на воскреснатото тело, тешко може да се објасни со човечки разум. Библијата не дава некои детални податоци, ниту пак може да се шпекулира околу тоа, но со сигурност може да знаеме дека ќе биде славно на прославеното тело, слично на прославеното тело на нашиот Господ Исус Христос. И, како заклучок, еве што може да се каже со сигурност. Тоа ќе биде препознатливо, тие што се познавале на земјата ќе имаат можност да се препознаат и во небото. Второ, ќе поседуваат нова сила која е непозната за човекот во сегашнава состојба. Трето, тоа ќе биде духовно, нераспадливо и вечно. Четврто, тоа ќе биде слично на прославеното Христово тело. И петто, ќе постои одреден континуитет помеѓу воскреснатото тело и земното тело. Зашто како што сите умираат во Адам, така и во Христос сите ќе оживеат, но секој по својот ред. Првенец Христос, потоа сите оние кои се Христови, во времето на неговото доаѓање. На Господ Исус Христос нека му е слава во сите векови. Амин.